Здраво на сите. Добро дојдовте во уште една нова епизода од нашиот подкаст. Се надевам дека до сега сме ви нашиот концепт е јасен и интересен за целата публика. Јас сум Максим, ова е Елена и денеска ќе зборуваме за уште една интересна психолошка тема, тоа е темата на перфекционизмот. Станува збор за една појава која Елена како стручњак ќе елаборира можеби малку повеќе, но оваа тема ќе ја прегледаме преку два филма кои се малку постари, но навистина релевантни и навистина добро ја представуваат темата. Станува збор за филмот Black Swan или Црн лебед, за кој ќе зборува Елена, и филмот Whiplash или Ритамот на лудилото, преведено на македонски, за кој ќе зборувам јас. И двата филма обработуваат ликови кои се справуваат со одредени стресови поврзани со нивната кариера, со нивниот живот, во однос на тоа да бидат совршени, во однос на тоа да постигнат резултати кои се навистина можеби тешки за постигнување и цената која треба да ја платат за да ги постигнат тие резултати. Тоа ми дава простор да се сетам на Елена и да ја прашам што е всушност на перфекционизмот? Кои се перфекционистите? Вака, убаво ги добро си же направи на двата филма. Значи, перфекционизмот не е некоја состојба, не е ментално расстройство, не е нешто што можеме да го диагностицираме под наводници, но тоа е одлика, карактерна особина која може да води кон депресија, анксиозност, доколку е однесувањето што е типично за перфекционисти, води кон некои екстреми. Сега перфекционизмот најпросто кажано е тежнење да се изврши некоја задача според сопствени стандарди. Да биде совршено, но според стандарди што индивидуот има во главата замислено што е совршено. Така. Тоа може да сега имаме неколку видови на перфекционизам. И различни однесувања кои и различни причини се извинувам што водат кон таа одлика или кон интензитетот на кои влијаат на интензитетот на таа одлика. Сега имаме луѓето кои што се перфекционисти, чие однесување е маладаптивно, што значи дека по цена на сопственото физичко и ментално здравје тие мора да остварат перфекционизам во одредени области или во повеќе области од нивниот живот. Често имаат самопоразувачки идеи, ниска себевредност, кои ги тера да остварат, да направат задачата како што они замислиле. Често се одликуваат исто така со прокрастинација, но и со црно-бело размислување. Еден пример за тоа е, например, во спорт. Ако спортувам, ќе спортувам 3 пати неделно по саат време и ако направам една отстапка, се откажувам сосема. Значи, ако буквално црно-бело може да се каже радикално на некој начин, но например, ако имам јас стандард дека треба да трчам 5 километри и ако успеам ако имам сила за 2 километри, као порадо не би го направила тоа. Сега тоа често потекнува од дома, од родителите, како ги имаат научено децата и воспитано. Сега ако ти кажат например или прави како што треба или не прави воопшто. И тие тоа однесување го интернализираат. Што понатаму тоа може да станува случај за студии, да ги има сите петки, да ги имаат сите десетки на факултет, тие мора да бидат совршени во секој поглед, заради тоа што на некој начин ја бараат таа валидација, одобрување од сопствените родители. Значи најпрво потекнува од дома. Што ќе се случи ако не се перфектни? Во нивната глава што ќе се случи? Тоа значи дека губат. Најмногу имаат страф од губење.
Што значи тоа да губат? Ако задачата како што си ја замислиле или целта која сака да остварат не е според нивни стандарди, како што спомнав претходно, тоа е апсолутно понижување за нив, пораз во животот и тие едноставно не се вредни колку што сметаат дека се вредни или колку што требаат да бидат вредни. Дали е точно, значи рече дека всушност најчесто како и повеќето психолошки феномени потекнуваат од порана возраст? Ако ова било всадено од родителите, дали е точно да се каже дека подоцна некако како ние си го присвојуваме како наш глас и подоцна ние самите сме си најлоши судија на себе, бидејќи често пати младите ќе се одселат од дома, нема да бидат во контакт со родителите, а сепак се уште тежнеат да бидат совршени во што и да прават. Дефинитивно. И тоа се ликови што се најголеми критичари сами на себе. Но едно е ти да се критикуваш и да се кажеш во ред следен пат ќе направам подобро, знаеш да направиш проценка, во ред да прифатиш пораз и да се кажеш во ред нареден пат ова и ова треба да го направам за да се подобрам. Не, ова е трагично. Ако не се направи според тоа како што го замислиле, ќе завршат во еден мисловен процес кој константно ќе ги критикува и ќе ги суди цело време. Значи, самите себе си се најголем непријател и најголем себе критичар. Одлично. Значи, како што веќе рече да појасниме, не станува збор за психолошка болест или состојба како некој од поголемите, како некакво расстройство на личност или пример депресија, туку станува збор за нешто, всушност ние секој од нас, секој човечко суштество, тежно е да биде добар во она што го работи, но станува збор кога таа особина ќе ја доведеме до крајност. Така? Да, дефинитивно. Значи тоа е одлика, карактеристика, особина на личноста, што може доколку тоа однесување е маладаптивно, може да однесе да води кон анксиозност, депресија, дури и кон самоубиство во некој случај. Дефинитивно. Сега, мило ми што спомна дека сите че знаеме убаво да се завршиме работата, убаво да ги завршиме задачите, но луѓето што се перфекционисти, но што имаат адаптивно однесување или што не им пречи во секојдневното функционирање, таа мотивација за добро завршена работа е внатрешна. Тие уживаат во тој процес и уживаат да се подобруваат. Значи, целта на нив е личен развој. Додека пак кај луѓето што веќе имаат маладаптивно однесување и екстремно однесување, поштета на нивниот личен развој и ментално здравје и физичко здравје во некој случај, е тоа што мотивацијата не е таа за личен развој, туку е ова да го остварам, тоа да го направам и повеќе стравот е мотиваторот отколку мотивацијата за личен развој. Значи, да сумирам, перфекционизмот е, како што рече, маладаптивно. Значи, лошо адаптирачко... Може да биде. Може да биде. Која е добрата форма? Добрата форма е таа што спомнав. Добро. Кога ние сме перфекционисти, кога правиме целисходни однесувања, кога се однесуваме целисходно, но нас не мотивира личниот развој. Личниот развој. Одлично. Да ги разгледаме сега како case studies или како примери, двата лика кои ги одбравме. Ќе почнеме од твојот. Значи, станува збор за ликот на Нина, која го игра Натали Портман во филмот Црн лебед. Кажи ни повеќе која е Нина како лик, бидејќи сепак филмот е... Двата филма кои ги одбравме се една психолошка студија на две личности, во твој случај Нина, во мојот случај Ендрю. Но да почнеме од Нина. Која е Нина и како таа запаѓа во перфекционизам? Вака. Улогата на Нина интерпретира Натали Портман. Филмот е ми се чини од 2011, ако не се лажам. И многу убаво го има представено и интерпретирано, мислам донесено на филмско платно перфекционизмот, особено во професија како што е балетот. Значи Нина е балерина. Сега, како што спомнав, имаме она е перфекционист, заради мајка. Значи мајка има огромни очекувања за неа, со што дури и на некој начин и едно однесување на мајката што е
Патолошко, проблематично. Да, као абјусив, тоа е детско малтретирање, психичко малтретирање на дете, изживljavање на дете, затоа што она пробува да си ги оствари незините професионални цели, што ги нема остварено, преку незината ќерка. До тој степен што не дава приватност да се развие самата себе како личност. Сега не знаеме ние Нина дали она од секогаш сакала да биде балерина или тоа е нешто што е вкоренато, врежано од млада. Каде што гледаме тој вид на перфекционизам, што го спомнав претходно, што доаѓа од родителите. Значи, она сака да задоволи мајката на некој начин и другиот вид на перфекционизам во овој случај е социјалниот перфекционизам кој не наметнат во одредени професии. Архитектура, не знам кои други професии ми паѓаат на памет, каде што се бара едноставно совршен резултат, прецизност. Уметничките дејности најчесто и бараат одредена совршеност и прецизност. Да, не мора да значи нужно уметнички, но тоа, значи, тука Нина е веќе има два риск фактори, што ја нагласуваат тој низин перфекционизам. Прво кога имаш балетското студио, каде што она е во надпревар постојано со други луѓе. Споредувањето е исто друга лоша особина као појава исто на перфекционизмот, као дел од перфекционизмот, кај што се константно се споредуваме со други луѓе, особено со други балерини. Но перфекционизмот не е нужно не се пресликува само во професијата, туку и во други области од животот. Нина, например, она е балерина и знаеме се дека за балерините треба да изгледаат многу слабо, да бидат тонирани, да не бара многу голема физичка дисциплина. Запази формата. Дефинитивно. Сега имаше во филмот делови каде што ние можеме да видиме како се исхранува она. Каде што се исхранува на некој начин као исто црно-бело. Она јаде као не знам, цитрон или портокал са пола портокал са бајлето со едно варено јајце. Каде што ние гледаме како перфекционизмот се пренесува во други области од животот. Значи кога зборуваме за перфекционизам, не е само во однос на студии и на кариера, туку и во други домени од животот. Добро. Без да откриваш, вака за крај во однос на нејзиниот лик, кој е најголемиот пресврт, повторно, без да открием, ако можеш, која е големата цена која таа плаќа за да достигне таа... Значи, всушност, во филмот Нина сака да ја добие улогата на Црниот лебед во балетот Лебедово езеро Чековски, ако не се лажам. Да. И всушност традиционално таа улога ја играат две актерки. Значи Белиот и Црниот лебед ја играат две актерки, но Нина сака да ги игра двете улоги, ако не се лажам. Тоа е нејзиниот цел во филмот. Која е цена, без да откриеме како тоа ќе се одвива и дали ќе ја добие улогата и како ќе ја добие, ако ја добие, која е цената што ја плаќа психички за да дојде до тоа? Цената што ја плаќа е веќе огромната дисциплина на која си има посветено, што нужно дисциплина не е нешто лошо, но до тој степен што она манифестира себе деструктивно однесување. Многу ќе се чеша до степен што ќе се прави рани самата на себе, каде што ќе се става огромен притисок, значи низиниот мисловен процес и начинот на кој она ги доживува работите се веќе гледаме како губи полека контакт со реалноста. Има многу низ филмот предупредувања за Нина, која таа не ги зема во предвид. Значи таа постојано е заслепена од својот перфекционизам, можеме да кажеме, и не може да ги види она што светот како сигнали ги праќа дека оди предалеку. Значи пред се незиното тело, го уништува телото и вели одиш предалеку, подоцна луѓето околу нејзе во балетското студио и така натаму, но таа всушност никогаш не ги слуша тие совети, за да на крајот, дали на крајот ја постигнува свршеноста? Не има совети, всушност. Као, ретко кој да ја каже, као, сериозно да ја свати незината состојба, затоа што тоа е тоа што се очекува од неа. Она мора тоа да го направи. Има момент каде што мајката веќе ќе свати што и прави на сопствената ќерка и каде што ќе проба да ја олабави, но Нина едноставно одбива. И на крајната сцена, без многу се надам дека нема да биде ова спойлер, каде што според неа она ќе го постигне тој перфекционизам. Но дали ќе го постигне според тебе? Да. Значи сепак постои некоја совршеност која не била, дали на крајот не остава публиката во прашање
односно не остава филмот нас како публика во прашање, дали всушност девојката навистина беше толку луда и лоша према себе за да постигне нешто што навистина всушност било постигнувачки, значи можно е или било се во нејзината глава? Тоа е на гледачите да го одлучат. Но што е Тоа твоето е вината мислење? во филмот. Би сакала да го споделам, но ќе многу спойлери би дала, за луѓе што го немаат гледано, не би сакала премногу да откривам. Добро, одлично. Тоа беше конкретно значи за ликот на Нина во Црн лебед и мене ми е интересно за тој филм што Натали Портман вообичаено толкува улоги кои се така кревки дами, кревки жени, кои имаат некаква така нежност и секогаш плаќаат цена за таа нежност. Наистина е кршлива, како што и вообичаено се прецепираат тие балерини. И сметам дека според мене во многу уметнички професии, односно во такви перформативни професии, не мора тоа да е уметност, еви во кога снимаме подкаст, формата е битна. Значи се запази како тоа изгледа. Дали пишуваме текст, дали говориме како што говориме сега, дали танцуваме во незиниот случај, многу е битно да се запази формата, така. Значи да речеме некој административен соработник кој е зад некаков шалтер, кој треба да стави печати на одредени документи, да сослуша неколку странки, не буди толку во ниво на перфекционизам, затоа што таа форма, дури некакво закаснување или грешка може да се исправи. Доколку да речеме во овие перформативни области, како пример балетот, речиси нема простор за грешка. Зошто? Бидејќи ако отидеме ние денеска да гледаме театарска представа или балет, очекуваме тие балетани, балерини да бидат совршени во тоа што го прават. Совршени во смисол не очекуваме да се сопнат и да паднат во најлош случај или па некако недобро да го долова тоа. За нас тоа не е проблем бидејќи ние одиме еднаш можеби во годината да го гледаме тоа, но за изведувачите тие мораат секоја сабота или секој петок или кога да се емитува тоа нешто. Или секој ден, да ја повторуваат, да ги повторуваат истите движења, ако се актери, истите зборови и така натаму. И тоа претпоставувам дека, мислам, затоа можеби во културата и во филмовите конкретно, најчесто со перфекционизам се поврзуваат уметници. Мене ми е лично тоа моја обзервација. Тоа не значи дека другите луѓе се лишани од тоа, секој може да западне во перфекционизам, дури и луѓе кои не се кариерно ориентирани, кои се само дома, да речеме некој кој седи дома и готви, може да најде перфекционизам во готвењето. Дури може да се најде перфекционизам во некои лежерни активности кои што се сметаат за одмарање, некогаш може да ги однесеме до екстрем, дали совршено одмарам, дали совршено денот го испланирав како што сакав да биде и така натаму. Да, дефинитивно, баш тоа не го спомнавме пред малку, дека перфекционизмот може да се појави во повеќе форми, во повеќе области од нашиот живот. Сега конкретно за балет, дефинитивно кога одиме очекуваме совршеност, но зависи, но ние тоа нема толку да ги казнуваме баретаните ако сгрешат, него баш ако имаме минимална емпатија и култура, би ми било жал што тие луѓе вежбале бог знае колку сати, ако посветиле животот на тоа, а сгрешат. И во тој момент не знаеме што се случува кога ќе се спушти завесата. Како што значи тоа за нивната кариера, што значи тоа на следната проба и тоа повеќе они ќе платат цената отколку публиката. Сега за театар, што го обожувам, имаме прекрасна театарска сцена, малце оф топик, но пак поврзано. Имаш представи каде што нели од глумците се очекува совршенство, не само од нив, туку и луѓето што ги местат светлата, завесите, бла бла бла, и сите тие технички аспекти што ние не ги знаеме, туку само ги посматраме. Има моменти каде што некој, ако е смешна, ако има по-комична представа, театарска представа, имаш момент каде што актерот као ќе се насмевне, затоа што и публиката се смее со него. Значи имаме по некое како да кажам, заемно доживување на грешката и као никој нема да каже као и се насмеа као после да го линчуваме. Повеќе почовечно ги доживуваме актерите. Се крши тој момент дека тие се некакви уметници на пиедестал, туку имаат истик се како нас, ги доживуваме. Може би, да, но сакам да кажам дека као за луѓето што се перфекционисти, дека
луѓето убаво би било ако знаат дека луѓето околу нив не ги казнуваат толку колку што самите не се казнуваат или се критикуваат. Точно, ние сме си своите најголеми судии. Да. Сега би си дал себе си малку простор за филмот Whiplash. Наке замолчам. Не, слободно те молам. Твоите совети и мислења се добре дојдени. Не, вака, значи всушност нашата идеја беше да ги одбравме овие два филма од причина што во едниот имаме балерина, односно женска особа која се соочува со перфекционизам, а во мојот случај во Whiplash или Ритамот на лудилото станува збор за машки лик кој се соочува со перфекционизам и сакавме да ја отвориме оваа дебата бидејќи сакаме да видиме дали полот игра улога во тоа како кои се очекувањата за мажите, кои се очекувањата за жените, така во однос на нивните изведби. Значи, накратко, во филмот Whiplash е филм на Демиен Шазел, за кој всушност неговиот прв филм кој беше неверојатно успешен. Станува збор за негов краток филм кој го создал во своите, мислам, за негова дипломска теза, односно за крајот на своите студии, но филмот бил краткиот филм бил толку успешен што подоцна е направен во долгометражен. И станува збор за Ендрю, значи станува збор за 18 годишно дете, момче кој се вика Ендрю, толкуван од Майлс Телер, кој сега е веќе повозрасен, значи филмот е малку постар, и кој всушност сака да биде тапанар. Значи повторно изведбена перформативна уметност, на сцена треба да биде луѓе ќе го гледат и луѓе ќе го судат за тоа како ќе изведе. Майлс сака да биде тапанар, за разлика од Нина. Нина е на почетокот на филмот веќе балерина, не е прв пат. На Майлс тек станува тапанар и се соочува, кај Майлс има една конкретна препрека, која кај Нина можеби има повеќе луѓе кои пречат на патот. Кај Майлс има неговиот професор Флечер, толку на J.K. Симонс, кој е наистина одличен актер, и тој глуми негов професор кој е навистина дури малку налудничав и навистина строг. Значи идејата за строгиот професор е однесена во екстрем, бидејќи професорот е до тој степен лош со своите ученици што доколку сгрешат при тапанарањето знае да фрли тапан во зидот и знае дури да пушти крв на своите ученици. Значи работата е наистина сериозна. Колку е ова да делува филмски, наводно инспирирано од вистински случувања во престижна академија во Њујорк, за која се знае дека многумина од тие уметници се соочуваат со неверојатни стресори и неверојатни проблеми. Сега, Майлс во овој филм почнува како неискусен, кој сака да влезе на таа академија за тапанарење. Дури во еден муабет со неговото семејство, вака на маса трпезариска, вели подобро би умрел славен и да ги постигнам звездите, него да бидам обичен човек и да никој не знае кој сум. Тоа им го вели некако и со малку подсмев на неговите родители, за кои смета дека се многу обични луѓе, кои не се уметници, кои ништо не постигнале во животот, под наводници. Значи, гледаме едно момче што од мала возраст, кој многу јасно и кристално, онака баш изострено, си става на себе притисок или сум најдобар, или ќе ги постигнам звездите, или не вредам. Тоа е веќе од почетокот е проблематично. Кај Майлс исто така во овој филм, односно кај Майлс, кај Ендрю, во овој филм се соочува значи запознава една млада девојка, значи негова возраст која сака да му биде партнерка, односно девојка, но гледаме во филмот тој постојано не успева да воспостави добар однос со нејзе, да влезе во врска со нејзе, бидејќи секогаш приоритизира пробите со тапанарење, сценските изведби и средби со професорот. Значи жртва до тој степен што секако девојката почнува и да ја губи. Значи гледаме еден момент на перфекционизам каде што не само што се губи себе, туку губи и можен партнер, односно партнерка во случајов, значи не останува осамен и изолиран, и ова ме доведува до оној главен концепт дека кога сме перфекционисти, запаѓаме во таков магичен круг. Тоа значи, тој сака да го избегне перфекционизмот, но избегнувајќи го запаѓа во уште поголема изолација, што уште по-лошо му се случува, па за да се чувствува подобро, продолжува да биде перфекционист, продолжува во случајот негов да тапанари, односно да изведува музика. Така што навистина и двата ликови се доста трагични, нема да откриеме што се случува со нив на самиот крај, но има една слика од Whiplash која мене ми е драга, која така визуелно филмски доловува перфекционизмот, каде што тој тапанари до степен каде што му почнува да крвари.
Да. И тие капки крв паѓаат врз стапанот и малите стапчиња, ке ми прости публиката, не знам како се викаат за тапанарење, исто така се прокрваруваат. Майлс и покрај овој инцидент продолжува со тоа што си завива завој на своите раце и продолжува до крај да го постигне таа некое совршенство, кое секако е според мене лажно и недостижно. И филмот ќе видите како завршува, но неговиот однос со професорот е навистина проблематичен. Значи професорот е еден од најгрозните ликови што биле некогаш на филмското платно, бидејќи навистина апсолутно не се грижи за добро состојбата на неговите студенти, се грижи само за нивните таленти и квалитети. Премногу зборував, но она што сакав да го кажам, да го потенцирам и ќе ми помогнеш можеби, и јас според мене има доста разлика меѓу двата филма. Често пати се споредуваат, бидејќи обработуваат иста тема речиси, но сметам дека кај Ендрю, односно ликот кој толкува Майлс Телер, е многу битно тоа што е машко. Зошто? Кај него, претпоставам во поголем дел од светот, можеби речиси секаде, од машките не се очекува толку да речеме да имаат дете, како што е пример притисокот врз жената, колку што се очекува да постигнат нешто во животот, што и да е тоа. Тоа може и да бидат одлични татковци, сопрузи, секако тоа е добро дојдено, но некогаш мислам дека на мажите им простуваме во нивните животни избори. Тоа е машко, тој одлучил да биде музичар и го поминал животот како музичар, во ред имал 10 девојки, 10 сопрузи, имал неколку деца кои не ги гледа, ама сепак он умрел за својата уметност, умрел за својата музика. Ми доаѓа на памет Девид Боуи, кој е интересен лик, но например публиката како и поширока денес му простува што и да направи. Ставете женски лик, женска музичарка, пејачка, се разголува само на еден настап, веќе е линчувана од јавноста. Можеби не толку денес колку порано, но притисоците се различни. И тоа што го рече, стресорот не секогаш доаѓа од семејството, или од неблиските, или од балетското студио, или во неговиот случај тапанарското студио, туку доаѓа од многу различни извори. И во случајот на овој машки лик е тоа што навистина тој во ниеден момент не чувствува дека прави грешка со тоа што нема девојка и нема никаква интима и нема со кој да се зборува за своите емоции. Апсолутно не гледа проблем во тоа што не зборува со неговите родители. Тој веќе е полнолетен, зошто воопшто он сега да се гушка и да споделува љубов со своите родители, кога може да биде сам. И воопшто ниедно од овие нешта не само што самиот тој не ги гледа како проблем, туку ни општеството не ги гледа како проблем. Значи некој да сретне такво момче на улица ќе му рече: вежбаш, си прокрварил, ама ти си предан, ти си дисциплиниран. И некако дисциплината се гледа како машка карактеристика. И затоа мислам дека честопати машките имаат перфекционизам кој навистина потекнува од многу мала возраст, не дека женските немаат, можеби имаат и повеќе, но идејата е дека стресорите се можеби и од поинакви извори. Вака. Би го предизвикала малце тоа, од мажите дефинитивно се очекува да бидат ориентирани према кариерата, има многу помалце притисок на улогата татко, значи само да се појави вау, кога ќе видиш татко како шета дете, ова е одличен татко, а може го изнела еднаш месечно, мајкава го шета секој ден. Тука би рекла дека всушност на жената има уште многу поголем притисок, заради тоа што многу повеќе жртвува. Треба да се одлучи кога да прави деца, да ги прави подоцна, значи порано деца се правеле на порана возраст и сега порано што се сметало за гериатричка бременост на 30 години, на 38, на 28 се извинувам, сега е нормата. Сега се очекува од жената да биде да има одлична кариера, да биде совршена, да биде дисциплинирана, никогаш и плюс кај жените не е дозволено да изразат агресија, не е дозволено на жената да биде нервозна, да биде емотивна. Мора цело време да биде крајно професионална, без да изразува емоции. Додека пак ако маж го изрази емоции, тоа е како вау, деле што направи. Каде што се доаѓа многу жени мора да жртвуваат кога сакаат да имаат дете и да преместуваат како да кажам,
кога би сакале да започнат семејство, по цена, мислам, како да кажам, малце се изврте во моите зборови, многу ми е онака тема. Многу ни е блиски на 20-то, да. Да, не сакам да кажам дека од жените се бара многу жртва, до тој степен каде што ако сакаат да градат убава кариера, тоа се прави по цена на семејство, кога ќе го створа тоа семејство. Или ако веќе имаш работа, имаш притисок да не затрудниш меѓу време. Имаш ризик од отказ, ризик од судење, као зошто си мајка, зошто мораш да ги имаш сите капи совршено. Така. Значи мораш да бидеш прекрасна мајка, не смееш да се и сето тоа. Така што сметам дека кај жените и истовремено плюс да готви и да чисти по дома. Значи и тоа, дури домаќинството мора да биде. се мора да биде прекрасно. Што би рекла дека дисциплината не е само барана од мажите, туку и од жените, што е тројно онака како да кажам, многу поголем притисок има од мажите, додека они пак можат конкретно се посветат на кариерата. И таму да претераат. А жените во секите области има ризик да бидат перфекционисти. Не ризик, да, има ризик да се, ама има очекувања што се стандарди за жените што се повисоки во однос на кариера, на семејство и на домаќинство. Супер. Да, прекрасно. Да, прекрасно. Мислам, немам... Колку позитивно. Немам коментар. Не, мислам, наистина е појава која многу луѓе денеска се наоѓаме во неизе. И мислам дека еден дел е тоа што имаме толку нереални стандарди на социјалните мрежи и воопшто во медиумите, што некојаш секој може, на која било возраст, во каква била средина, да си рече не сум доволно добар или добра во ова што го правам. Да. Тоа што стресори, извори на стресори од многу нешта постојат. Да, јас некогаш се прашувам дали е тоа заради тоа што живееме во се повеќе и повеќе капиталистички општества, каде што битноста е као да си професионално ориентиран. И феминизмот на некој начин доведе до професионално ориентирана жена, што не е лошо само по себе секако. Да, апсолутно. Но се отвори нови проблеми, нови прашања. Да, каде што имаш сега семејство, ние работа сме како семејство. Ние знаеш како имаш како after work со колеги, имаш како team building вежби и така натаму, каде што работата веќе се прелева, нема јасна граница помеѓу нашиот приватен живот и професионален живот, веќе се преклопуваат. Што не е нужно лошо, но сепак зависи како ќе биде доживеано тоа, зависи каква атмосфера работна има, нели. Апсолутно. Но веќе кога ги установивме што е перфекционизмот и сите негови за жал негативни последици, кој да даеме малку кон крајот светло на крајот од тунелот, кои се можни решенија и кои се можни стратегии да ги надминеме, нели? Да. Што мислиш ти? Вака. Со оглед на тоа што рековме дека луѓето чија одлика е перфекционизам, но маладаптивен перфекционизам, нели што не е добар за нивното секојдневно функционирање. Тоа може да се направи со тоа што ќе се предизвикува постепено црно-бело мислење. Каде што ќе си дозволиме да направиме грешки, каде што ќе стануваме помалку критични према самите себе си, но знаеш како со мали чекори. Така. Као например ако сакам здраво цело време се исхранувам, нема да гледам кон исхраната као или јас ќе вежбам и ќе се исхранувам здраво, ќе јадам салати чисто нака. Туку некогаш ќе се дозволам јас десерт, некогаш ќе се почастам. Да не ме разбираш, кога се предизвикуваме самите себе си преку на таков начин. Каде што ќе си дозволиме да правиме простор, нели, ќе се оставиме простор за грешки. Така. За да се тргнеме од таа себе критика и да почнеме повеќе да се себе вреднуваме. Тоа може да биде преку пишување дневник, каде што ќе се пишуваш особини што ти се допаѓаат кај тебе.
знаеш, многу просто, но тие малече корчења може да водат постепено кон намалување на интензитетот на сопствените стандарди, огромни стандарди што си ги поставуваме самите на себе. А секако во потешки случаи, кога веќе ако се развива анксиозност, депресивност, обсесивно-компулсивно однесување, анорексија, булимија, во тие случаи ќе треба и професионална помош. Точно. Но за почеток едно мало самосвестување, да се фатиме себе си во тој мисловен тек, чекај, зошто ги имам овие очекувања од себе, зошто морам, дури кога готвам наутро сам за себе, зошто мора да биде совршено, сготвено, направено и така натаму. Така што првиот чекор е освестување, а во посериозни состојби секако професионална терапија. Супер. Како да се придвижиме до крајот? Што мислиш дека, како да кажам, во кој правец оди општеството, или барем е наше општество во однос на перфекционизмот? Дали мислиш дека повеќето од нас, особено помладите, се повеќе перфекционисти? Дали има надеж во ова или ќе завршиме на попесимистичка нота? Секако не можам да предвидам што се случува и мислам што ќе се случи, но сметам дека од мали нозе така сме растени, да ги имаш степетки, да има често родителите ги споредуваат децата со други деца. Овој доби 5, дошто ти доби 4. Може тоа да се промени со тоа што ќе се зборува повеќе за темата, ќе добиеме повеќе свест на како родители ние го пренесуваме тоа на младите и постепено од индивидуално да премине на општествено ниво. Што ќе се случува, како ќе се случува, не би знала да предвидам, но со оглед на тоа што веќе индивидуализмот станува се почеста појава и сме по ориентирани кон нашата професија, што не е лошо, затоа што сепак ние поминуваме речиси цел живот во работа и во личен развој, но едноставно самите да се приметиме кога претеруваме. Да се фатиме во моментот. Да. Да се сопнеме сами од себе некојаш е потребно. Да се запрашаме во кој правец одиме. Кои се, можеби ќе си дам и себе простор, кои се македонските тригери за перфекционизам? Веќе ти спомна, рече самата притисокот кој многу го имаат, барем ние кога бевме помали, се надам дека веќе не е до толку, но ми се чини дека и сега исто. А родителите им велат на децата, по секоја цена можеш да имаш 5. Сакам на крајот од тромесечието, полугодието, годината да ги видам 5. Можеш да направиш грешка во текот на годината, време на време 4 и дури и 3, но на крајот на свидетелството кога ќе го види родителот, мора да бидат 5. Тоа е пример еден тригер. Кои се некои слични вака на брзина, ако можеме да наведеме според тебе? Не знам, моментално не ми текнува пример, да кажам конкретен, но било какво вакво однесување, споредување, не посветување време на детето, знаеш, не приврзување туку да само ке се паркира пред телевизор и нека гледа цртани цел ден. Знаеш, едноставно преку разговор, преку например ако сгрешиш, еве ќе ти степаат, да речеме, зашто истори ова, јаде ќе ти се качат на глава, ќе се дерат како дете. Се надевам секако дека овие работи се променети од кога ние сме растере, но сепак се уште застапени, нели, или например што се случи на другарка, за малце ќе беше во сообраќајна несреќа и првата реакција на сите родители што мајка се барала таму. Возам, мислам, не е незин избор таму да се најде, туку таков начин на такви реакции и тоа создава стрес и као страф од критика, од судење, од тоа што го спомнав, страф од пораз, онака. Пораз. Динамиката на мајката на Нина во Црн лебед со Нина, мислам, такви динамики на родител дете ги викаме некакви сраснати динамики. Тие се како еден организам, речеси. Мајка и буквално ја мониторира и е дел од нејзиниот живот целосно. Дури Нина нема ни интимност. Има сцени кај што Нина смета дека и мајка ја посматра додека Нина има сексуални односи, што е навистина
малку драматично може за на филм, но реалност е дека постојат родители кои навистина децата ги сметаат како израсток од нивното тело. Како што јас имам рака со 5 прсти, 6-тиот прст е моето дете. И дали сметаш дека македонските динамики, не сите, секако не генерализираме, често пати тие родителско-детски динамики се доста сраснати. Во таа смисла. Тоа се вика иначе нарцисоиден, не, као дека го учев на француски, онака се малце ми термините, не знам како би ги превела. И на кој не доаѓа од Франција? Тоа се вика као нарцисоиден родител или родителски нарцисоизам, каде што го гледа детето како дел од себе. Што не е нужно лошо само по себе, но секако било која екстрема во која одиме е лошо. Но дали сметаш дека македонските семејства родители често пати ова се случува или не е баш, или е погрешна моја предпоставка? Твое мислење? Со оглед на тоа што немам работено тука, не можам да кажам колку работите си имаат променето, но по тоа што го гледам, мислам дека има повеќе свесност за тоа и не би можела да знам, затоа што немам професионално искуство тука. Во ред, а ако не е да ги оставиме родителите на страна, кои се тогаш другите, иако не е од тој таа кариерна средина, кои се тогаш најголемите извори на стресори за причина од перфекционизам? Кои би биле останати односно? Па, како што кажав, мислам дека малце се повторуваме во круг, тоа се тие, као семејната околина и социјалниот притисок од... Но освен тие, дали мислиш дека има можеби некој друг извор? Зависи од карактерот на детето. Дали е подлежен на тие работи. Но други извори моментално не ми текнуваат. Добро, социјалните медиуми, кој што спомнавме, или детските групи, мислам дека peer groups на македонски се нарекуваат детски групи. Врсничките групи, така. Дали тие може да бидат извор за перфекционизам на некој начин? Не би можела да знам, види. Може да влијае тоа секако, но во врска со социјалните мрежи дефинитивно се тригер. Да, особено во врска со телото и како изгледаме. Тоа дефинитивно е загрижувачки што се случува по социјалните мрежи. Тоа можеби не го спомнавме, дека имаме дополнителни притисоци да изгледаме совршено, надвор од професијата воопшто. Да. Да, одлично. Во ред, мислам дека навистина добро ја покривме темата, исцрпивме, особено со овие два примери. За публиката, значи, зборувавме за Whiplash и Black Swan, односно Црн лебед и Ритмот на лудилото, и темата беше перфекционизам. Кон крајот, дали нашата последна рубрика, дали нешто читаш или гледаш, или слушаш, или посетуваш, сакаш да го споделиш со публиката? Да, моментално читам една книга од наш писател, што се вика Сибо. Неговото целосно име и презиме не го знам, пробав да најдам, не успеав. Да, книгата се вика Зериниот дворец и има добиена награда Пегас, исто така. И се работи за скопски приказни има скопски времеплов од што се случува во Скопје во 20-тите, во 60-тите и во 2010 година. И е многу интересно за луѓе што би сакале да се потсетат на некое старо Скопје или да го видат Скопје како е сега, што е напишано на преинтересен начин и препорачувам за луѓе што ги интересира такви работи повеќе за нашиот град. Одлично, супер препорака. Претпоставам дека книгата може да најдат по скопските книжарници. Да, во literatura.mk е, мислам нека цената некаде 300 денари, така нешто што е премногу ефтино. Одлично. И јас само за крај ми текна еден од филмовите кои излезе минатата година, кој оваа година е еден од номинираните за Оскар, филмот на Дейвид Финчер кој се вика The Killer или Убиецот, во кој следиме машки лик повторно кој е убиец, односно платеник, и кој боледува од перфекционизам. Да, супер. Да, баш со темата. Точно, да, тоа е најскорешен можеби филм кој сум го гледал, го има достапен на Netflix. Но идејата е дека
долго време извршува совршени убиства и во еден момент ќе направи грешка и целиот филм го следиме како се соочува со моментот дека можеби не е совршениот убиец. Така што малку помек филмот, филмовите кои ги обработувавме нема толку радикални крвопролевања во неговиот перфекционизам, но да, уште еден филм ако ви интересира темата. И за крајот, ако имаш нешто да кажеш слободно? Не мислам дека можеме да затвориме темата. Ти благодарам за препораката и се гледаме наредна епизода. Се гледаме Слушаме. Да, се слушаме и се гледаме во наредните епизоди, се надеваме во поголем број. Фала ви на сите.